ми е драго што не пропуштим да бидам на оваа средба, да проговорам пак за Свети Климент Охридски. Само што ќе го чуете името, јас верувам сите имате по една песна за мене. Сакам да нагласам дека за моето 30 годишно професорување на Филолошкиот факултет во Скопје, на моите студенти, не пропуштав да им кажам дека ние македонците да ги имавме само светите Кирил и Методи, светите Климент и Наум Охридски и да ги слушавме нивните пораки, ќе бевме први во светот. Но, во случајот сакам да нагласам дека Свети Климент Охридски е нашиот основач на Охридската книжевна школа. Учениците на Кирил и Методи завршија преку Дунав во престолнината на Бугарија. Меѓутоа, многу брзо Свети Климент ја напушта Плиска, Преслав и заминува во еден неграмотен крај на тогашната бугарска средовековна држава, во чиј состав е и Македонија. Тука ја формира Охридската школа и замислите, говори, ги учи учениците на оформената глаголица. А глаголицата, според моите истражувања, има многу хипотези, но јас сакам тука пред вас да ја истакнам мојата за која се застапувам цврсто. Глаголицата е една оформена азбука, еден гласовен систем, кој до денес не претрпел ни една критика од лингвистите. Совршен гласовен систем. Дали некој тој совршен гласовен систем би можел да го научи случајно, ако не бил македонски словен или македонец, бидејќи во науката денес е потврдено, основата на литературниот словенски јазик е јужно-македонски говор. Во тој случај, ако Кирил е создавач на глаголицата, зар би можел, ако не е македонец, да создаде таков гласовен систем, кој што до денес не претрпел критика. За да потврдам само преку еден пример, ако сме ги прателе нивните полуки и препораки, дека би биле први некаде во светот. Свети Климент Охридски, уште како ученик, му посветил песна на својот учител Кирил Философ. А подоцна, таа традиција се пренесувала на учениците, бројните ученици во Охридската школа, па еден анонимен ученик му посветил песна и на Свети Климент Охридски. Само еден дел се разбира не на старословенски, со основа на македонскиот говор во основата. Само еден дел. Пофалба на Климента. Анонимен Климентов ученик. Од Бога вдахновен органони. Ластовице златоуста. Славе и сладкопоен. Уму духовен. Светило светлозрачно. Очи златозрачни. Усто благогласна. Јазико мелодочен. Клименте светителу. Моли се за тие што ти прават светол спомен. Кое место не се свети со твоите молитви, светителу, а која црква не се осветила со твоите зборови? Духовна свирко, кимбалу звонлив, кавалу чудесен, со златни зраци те венчаваме. И продолжува неговата славова пејка. А јас денес ќе прочитам една моја песна, посветена на поетите, иако нема да ги именувам, вие ќе ги препознаете. Тие поетите. Оставаат страници зборови за паметење, размисли заковани, за нас незапретани. Тој што зборот го разнесе вековито, тој со грозоморите на нашето минало, тој со колку сме токму сме, тој кој со пире и не возвиши, тој кој не слеја со тишината, тој кој откри дека парите се отекувачка, тој со запаметен тајнопис, а љубопис, тој со светлините на Светагора, не спојуваат со колевката единствено цело родено со метафората за Бога љубовта. Благодарам.